Добро, денеска еве повторно сум во Куманово. Скоро секој ден доаѓам тука на убави средба со граѓаните. Денеска имавме неколку настани, продолжуваме и потоа и средби со граѓани, се разбира во повеќе населени места, но се сретнавме со младите, прошетавме тука да допринесеме малци и да ја подобриме екологијата заедно со Унијата на млади сили, но и се сретнавме со културните работници да разговараме околу нашата програма Обнова на Македонија. Знаете дека во нашата програма веќе често пати велиме дека од акцизата ќе одвоиме средства и за спортот, но ќе одвоиме и за културата. Значи, 1 денар за културата директно од акцизата ќе оди во државниот буџет, односно ќе оди директно за културните работници, односно за самата култура. Тоа е многу важно, бидејќи Куманово го заслужува тоа и ова е најголемиот град во Република Македонија. Јас постојано велам дека треба обнова во уметноста, во културата, во здравството, во инфраструктурата и така натака, но Куманово мора да биде исто така на пиедесталот. Јас гледам дека нема никакви вложувања од страна на општината, има и премиер тука технички од Куманово кој навистина него засега апсолутно ништо, затоа ние се обврзуваме и јас како носител на листата, но и овие луѓе позади мене што ќе бидат нови пратеници, да помогнеме навистина што повеќе средства да има само за Куманово, да има за повеќе проекти, да има обнова на секаде. Затоа продолжуваме уште неколку дена со средбите со граѓани, да се видиме што повеќе така целни групи, со авангардата на Куманово и се разбира ги покануваме сите да ни дадат поддршка на 15 за бројот 14, бидејќи граѓаните заслужуваат повеќе, а со нашата програма ќе направиме навистина обнова на секаде.